Втората делница на далеководната врска помеѓу трафостаниците Неокази и Пробиштип стартува со работа. Ова е дел од новоизградениот 110 киловатен далековод. Се потенцира заложбата за инвестиции во енергетската инфраструктура, кои на долг рок значат подобрување на животниот стандард. Со реализација на овој проект се јакне преносната мрежа и се создава погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори кои можат и знаат како да ги искористат економските потенцијали. Изјави меѓу другото премиерот Заев и додаде дека со оваа капитална инвестиција во вредност од 2,45 милиони евра се создадени услови за целосна енергетска функционалност на индустријската зона Неокази, во која веќе има еден голем инвеститор од металопреработувачката индустрија. Министерот Бочварски посочи дека инвестициите во електропреносниот систем се од клучно значење за севкупниот стопански развој на државата, со цел владата да стимулира економски раст и одржување на стабилноста во енергетскиот сектор. Ова е многу значајно заради тоа што компаниите и домашните и странските кога доаѓаат да инвестираат секако бараат стабилност, бараат добра инфраструктура, бараат добри патишта, но бараат и добар електроенергетски сектор. Токму поради тоа работиме на ваков тип на објекти, но и поради ковид кризата секако е шанса и можност да ги вбризгаме парите во инфраструктура, во домашниот бизнис сектор, во компаниите кои што работат и градат вакви значајни капитални проекти за државата. Би сакал да го честитам празникот, но би сакал да се заблагодарам на секој еден учесник во изработката на овој значаен објект од 25 километри и да продолжиме со останатите до 130 километри нови далноводи кои што ќе бидат значајни за целата држава. Директорката Ева Шуклева напомена дека од енергетски аспект АД МЕПСО со новата инвестиција ги сведува на минимум трошоците за одржување на опрема и што е поважно, ризиците од испати во електропреносната мрежа. Во овој проект вложени се 2,5 милиона евра, финансирани со заем од ЕБОР и сопствени средства на АД МЕПСО. Со оваа инвестиција возможивме Пробиштип од електроенергетски аспект да добие одлични предиспозиции за привлекување инвестиции, со што ќе се отворат нови работни места во економската зона. Изведувачот на работите за изградба на далеководот, конзорциумот Пингаон Андрейкај, е избран транспарентно на меѓународен тендер, спроведен согласно правилата на Европската банка за обнова и развој. Во реализација на проектот учествуваа и домашни компании, проектантската фирма Хиконс, градежната фирма Yes Global Скопје и други домашни подизведувачи, со што АД МЕПСО ја продолжува праксата за поддршка на домашната економија. Ревитализацијата на електропреносната мрежа значи целосна замена на 110 истрошени бетонски столбови со исто толку нови челични. Сега заменетите бетонски столбови имаат старост од 48 до 60 години и представуваа своевиден ризик за околината. Трафостаницата Неокази има далеченски надзор со Националниот диспечерски центар во Скопје. Овој нов проект од електроенергетскиот сектор значи воспоставување на стабилност во енергетскиот сектор.